Денес во просториите на Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Прилеп се одржа семинар на тема Бренд менаџмент и маркетинг стратегија за мали бизниси во рамки на проектот за јакнување на женското претприемништво преку занајчиство и одржливост. Имплементиран од Добре дојде Македонија Welcome Center со поддршка од Амбасадата на Република Словенија во Скопје и Министерството за надворешни и европски работи на Република Словенија како дел од програмата Сорачни вештини до сопствен бизнис. Проектот кој што го направивме во соработка со Добре дојде Македонија Welcome Center е многу добар за учениците од текстилно-кожарската струка, затоа што конечно сметаме дека учениците ќе добијат сознанија за тоа како да развијат свој сопствен бренд, како да се стекнат со вештини за подоцна да излезат на пазарот на трудот сами. Исто така, проектот е важен за учениците да сватат и да видат дека некогаш во постари времиња сета облека што ја носеле луѓето се изработувала рачно. Интересот за струката не е многу голем и затоа ние се обидовме да направиме нешто што ќе го зголеми интересот на 9 одделенците за оваа струка. Па еве, ние во вашата земја веќе повеќе од 15 години инвестираме во различни проекти од развојна соработка во вашата земја. Многи се инфраструктурни, тие се неки поконкретни, например. Ние видиме дека наистина треба да се поддржи и зајакни лугата на жените во вашето општество, најдобре кроз претприемништво. Значи да жени имат можноста да се развиват како самостални претприемници, да зајакнат и општеството како цело, економијата на вашата држава, да бидат по-самостални, да придонесуваат исто во нивните семејства. Пошто толку успешен проект, одлучиме да направиме сега двогодишен проект, кој ќе се продолжи до крај на наредната година. Така да може на една фаза да направиме едно поврзување со Словенија. Задоволство ми е да се занимавам со ваква струка, да учам, се занимавам со ова нешто, понатаму па да шијам, да цртам, посебно ми дава страст цртањето кај мене. Понатаму може да се направи во Македонија кариера, само во Македонија не е толку ценета оваа работа. Во Македонија не е цена толку оваа работа како во другите држави, да ги земам пример. Не да кажам дека ја потценуваат оваа работа, ама не ја ценат доволно. Не е доволно ценета оваа работа за да продолжи некоја чупе или машко или дете да работи, да се занимава со оваа работа во нашата држава. А кај младите има интерес за дизајнери? Има интерес, само не толку. Тоа е стварно жално, поради што е стварно убаво да се занимаваат со ова нешто, да се исполнат, да се истакнат со нивните имагинации, со желбите при цртање, со друго ред. Па јас мислам дека конкретно за облека е попрофитабилна од други индустрии, например конкретно мебел, зашто јас повеќе мебел дизајнирам, меѓутоа и таму се отвара пазарот. Сметам дека овие млади се многу квалитетни, јас сум фасцинирана и изненадена. Нормално доколку се во добар систем, они имаат огромен потенцијал. Многу е битно да и поддршката од околината, значи кога купуваме производи, да купиме локални производи, не да купуваме од странско производство, да ги поддржиме нашите дизајнери македонски и да им дадеме ветар во грб и на овие млади луѓе кои што навистина се квалитетни, имаат се што млади од цела Европа имаат, само што тука е битно, нели, тој поддршката. Мислам дека државата треба да го потикне. Ние имаме вака проекти, не поддржуваат и сме иницијална каписла. Меѓутоа, мислам дека треба да се направат многу реформи во образованието, да биде по-блиско до сегашното време, како луѓето, учесниците, учениците, жените, младите ќе успеат да направат свој производ. Бидејќи Македонија е позната по лоун производство кој само шие, а имаме многу талентирани млади луѓе кои само треба да ги потикне некој да работат и да научат како да бидат препознатливи
пазар. Ова е трета година како го спроведуваме проектот за поттикнување на женското предприемништво преку одржливост и рачни изработки, и рачни вештини. Сега се наоѓаме во Прилеп, каде што имаме учесници и од средно училиште Ѓорче Петров. Обуката денеска е за бренд менаџирање, како да имаат сопствен бизнис, како да стигнат до лојални клиенти, да станат препознатливи на пазарот. Видовме и од примерите дека имаат визија, дека има капацитет и наше е само да го поттикнеме, да го разбудиме и се надеваме дека во блиска иднина ќе станат и мои колешки. Оваа активност е дел од пошироката мисија за зајакнување на жените преку креативност, иновација и одржливи практики со посебна поддршка на младите од текстилната струка, кои преку вакви иницијативи добиваат можност да учат како преку занает да стигнат до самовработување и економска независност.